Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Сенди остави пустош. Председателот Барак Обама денес со посетата на Нью Џерси. Од прва рака ќе се запознае со обемот на штетата што ја остави супер невремето. Државната секретарка Хилари Клинтон ја повтори поддршката за независно Косово на балканската турнеја. Еве ги најновите вести. Вообичаено на спротивни страни на политичкиот спектар, председателот Обама и гувернерот на Нью Џерси Крис Кристи денес заедно ќе направат проценка на штетата и ќе се заблагодарат на спасувачките екипи за напорите по разурнувачкиот ураган Сенди. Кристи, кој е гласен критичар на политиката на Обама, се заблагодари на владата за реакцијата на супер невремето што го опустоши регионот. Њујоршката берза денес отвори за работа, откако по прв пат од 1888 беше затворена 2 дена поред поради лошо време. На 2 од 3 њујоршки аеродроми денес полета авиони, додека третиот Лагвардија ќе остане затворен заради оштетување од поплавата. Штетата од Сенди долж источното крајбрежје на САД според првичните најави ќе биде огромна. Според една од компаниите специализирани за проценки на штетата, ИКВАТ, таа може да достигне и до 10 милиарди долари, од што веројатно половината ќе биде покриена од осигурителните компании. Додека едни економисти оценуваат дека Сенди би можел да го забави економското закрепнување во САД, други гледаат можност загубите да се надокнадат со тоа што локалните заедници ќе вложат големи суми на пари во обновата, поправките на патиштата и останатата инфраструктура. Американската државна секретарка Хилари Клинтон ја реафирмираше поддршката на Вашингтон за независно Косово на балканската турнеја. Денеска во Приштина рече дека САД цврсто стојат зад косовскиот суверенитет и територијален интегритет и дека сакаат владењето на правото да се прошири низ цело Косово, кое пати од проблеми со корупцијата и различни интереси на тамошните етнички срби и албанци. Ден претходно во Белград ги повика српските водачи да појдат напред во разговорите со Косово. Наредни станици на Клинтон се Загреб и Тирана. Гигантот на забавната индустрија Дизни објави дека склучил договор од 4 милиарди долари со кој го презема познатото студио на режисерот Џорџ Лукас, вклучувајќи и франшизата на популарната серија филмови Звездените војни. Дизни најави 7 продолжение во 2015-та, што би бил прв дел од планираната нова трилогија. 68 годишниот Лукас изјави дека дошло време да ги предаде Звездените војни на нова генерација филмаџи. Факторот независни гласачи. Дали ќе направат разликата на овие избори во Соединетите Американски држави? За еден таков од Северна Каролина се борат и демократите и републиканците. Мелани Макнамара е собственичка на мала компанија за производство на мебел во Хай Поинт, Северна Каролина, еден од неколкуте кои останаа во местото некогаш познато како главен град на мебелот во светот. Макнамара ја промовира каузата произведено во Америка. Важно е за мојот град, за мојата сојузна држава, за САД, се уште да нудиме работни места во производството. Нејзиниот деловен успех ја стави во центарот на предизборната кампања. Таа е представник на демографска група бели жени независни гласачи. И на двајцата кандидати Барак Обама и Мит Ромни им се потребни гласовите од оваа група. Жените се доволно мудри да видат што се случува со економијата и не се од оние што гласаат само за едно прашање. Гласала за Обама во 2008-та. Сега го поддржува Ромни. Веле дека за неа е примерна економската состојба. Последните 4 години не само што има се помалку места во производствениот сектор, туку и многу луѓе се без работа во Северна Каролина. Не можат да си дозволат да купат се што им треба во супермаркет. Откако кампањата на Ромни дознала за Макнамара, ја замолиле и таа прифатила да биде домаќин на предизборен собир во незината фабрика. Беше интересно да го запознам лично, а не како кандидат кога го гледам само на телевизија. Кампањата на Ромни ја вклучи приказната на Макнамара во политичката реклама на телевизијата.
Мекнамара вели дека статусот на независен гласач, баран и од демократите и од републиканците, и отвара простор да изнеси идеи за подобрување на економијата. Американска традиција секоја есен во САД да се посети фарма и да се избере тиква за ноќта на вештерките, што паѓа вечерва. А со малку резбарење, тиквата станува лампа што ја осветлува ноќта кога се мешаат фантазијата и реалноста. Семејната фарма Хафер врие од посетители во ова време на годината. Се бара тиква повеќе за ноќта на вештерките. Сара Косгров доаѓа веќе неколку години поред заедно со сопругот и двата сина. Пејзажот е навистина убав, тиквите свежи. Ги резбаме и ставаме пред врата. Семејството Хафер ги одржува овие 53 хектари земјиште во планински предел во сојузната држава Мериленд веќе 140 години. Дейвид Хафер и неговиот брат се седмата генерација која работи на фармата. Многу деца не знаат како растат тиквите. Доаѓајќи тука, тие се забавуваат и учат нешто ново. А кога станува збор за забава, тука е и јавањето на пони и домашниот сладолед. Посетителите уживаат и во возењето низ нивите, каде ги избираат тиквите. Овие деца веќе знаат што ќе прават со тиквите. Ќе нацртам лице. Страшно лице. Малиот Камерун Спинер очигледно возбуден од првата посета воопшто на полињата со тикви. Од фармата тиквите заминуваат во најразлични правци. Обоени или разбарени, насмеани или страшни, тие ќе го осветлуваат влезот на многу домови вечерва за ноќта на вештерките. А во наредниот Ньюсфлеш, латиноамериканската заедница и изборите во САД. Во Флорида гласачите од оваа група поделени. Гледајте утре во Ньюсфлеш. Факторот латиноамерикански гласачи и оваа гласачка група на крстопат, на каде ќе претежне на изборите. Гледате во утрешен Ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме утре.